No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass И drops добро hit да them те повтор на каналот кај BTC крипто и нестабилноста се појава точно на распоредот за пронаоѓање на дневните циклуси и веќе разговараме за ова неколку недели предходно и конечно треба да биде време да се бараат некои пресврти на пазарите и кога имаме зголемен притисок на продажбата, луѓето често ја напуштаат идејата дека ова е нормално и очекувано и почнуваат да бидат прилично емотивни и секако имаме многу ненадени реакции во тоа време. А денеска ќе прикажеме зошто всушност не треба да се грижиме и дека се е под контрола и дека ова е она што всушност го очекувавме цело време. А секако пред да ги погледнеме графиконите, ќе споделиме некои вести да видиме што всушност се случува на пазарот. И полека можеме да видиме дека оваа ситуација се разрешува, каде што скоро сите поминуваат низ овој теснец Хормуз, така да поминуваат едноставно со тоа што плаќаат одреден фи во јуан, но секако тука се исклучени Израел и Америка, така да ќе видиме каде ќе не одведе оваа ситуација. И доколку погледнеме графиконот на златото, додека сите тука паничат, зашто златото е во надолна насока, бидејќи треба да биде во нагорна, затоа што имаме геополитички проблеми кои што моментално ескалираат, но оно што го очекуваме ние на нашиот канал е тој day cycle low тука, односно дека дното ќе се формира во временски период како што е сега, можеби трае малку подолго, но верувам дека тоа е затоа што имавме огромен број на позиции поставени за тоа дека златото ќе продолжи нагоре, но доколку погледнеме овој графикон, едноставно многу е можно и да се случи нешто вака, како што го добивме ова движење и потоа само да го направиме ова, но искрено не верувам дека ќе го гледаме тоа сценарио, затоа што не сака да бидете бериш кога се пронаоѓаат дневните циклуси, односно оно што го очекуваме е можеби ова V-shape форма која што ќе ја добиеме за неколку недели, можеби денови, и подоцна да имаме мало движење, односно странично тука, за подоцна да продолжиме нагоре. Очекувам уште поголеми цени за златото, затоа што тоа ни го покажуваат графиконите моментално, а подоцна ќе видиме и на реален графикон како тоа изгледа. И нешто интересно кое што би сакал да го погледнеме сега се златото, биткоин и PMI индексот. Доколку погледнеме, PMI индексот може да пробие нагоре и подоцна повторно да се врати, само да ја ретестира оваа зона или пак да проложи малку подлабоко. Веќе имаме пробивање на PMI индексот и ќе видиме како ова ќе заврши во неколку месеци. Доколку се задржиме во нагорните насоки за PMI индексот, можете да погледнете што всушност следува, а тоа е движење на биткоин, доколку ова е формирање на врвот, а не верувам дека моментално е формирање на врвот за златото, затоа што во претходните случаи видовме дека имавме две вакви движења каде што се ресетира тој сентимент и повторно продолжува движењето нагоре за златото. Можеби ќе го има, можеби не можеме да знаеме, но сега за сега ништо не ни укажува на тоа дека ќе добиеме некое огромно движење надолу, затоа што мора да ги формираме дневните циклуси кои што верувам дека веќе се формирани и само ни требаат неколку потврди моментално. И доколку отидеме на нашиот графикон, што се случува за биткоин, доколку го погледнеме ова на 2 недели, ќе видиме дека имаме огромна ликвидност на 71.000, односно $72.000 и подоцна имаме ликвидност на $75.000. И пред да започнеме со техничката анализа, видиме што всушност кажам во претходното видео. Може да гледаме се почесто вакви движења, каде што ќе дојдат повторно до оваа тренд линија и имаме затварање и повторно можеби да го формираме тој пети бран тука, доколку ова е бранот С. А сега доколку се навратиме на графиконите, моментално што правиме? Го правиме истото тоа движење кое што беше нацртано, моментално се враќаме во таа зона. Тука, бидејќи
некои ќе кажат поради вестите, но јас ќе кажам поради тоа што моментално ги формираме. Дневните циклуси секако, ова може да биде и уште едно движење вака, да се ликвидираат тие позиции тука и подоцна да продолжиме повторно во DCK low, затоа што уште немаме потврда за тоа дека дневниот циклус е формиран. За биткоин конкретно, доколку сега се навратиме на златото ни покажува, погледнете, имавме некои предвидување дека овие денови ќе бидат DCK low, но конечно имаме некое пробивање нагоре, односно враќање на цената и можеби да имаме пресврт на овој тренд тука и да го направиме оно што го очекуваме. Се уште немаме никаква потврда, верувам дека тоа ќе го добиеме во следните неколку денови, а секако би можеле и да оставиме некоја позиција на патрон за едницата, секако доколку се дело таму ќе видите. Доколку погледнеме за нафтата, погледнете, она што го очекувавме, гледаме сега, пробив на оваа тренд линија, оваа зона беше обележена како зона која што би можела да се врати цената е допре оваа зона и моментално се наоѓаме во надолна насока. Сега ќе поставиме една надолна тренд линија, што значи дека следната зона на која што би требало да доведеме е 69, односно $70, доколку поставиме сега една тренд линија тука од оваа зона, ќе видиме што понатаму ќе се случува и погледнете сега како тука се формира еден триаголник каде што цената може да прави ова и само да направи некои манипулации и да го направи повторно ова, така да ќе видиме што ќе се случува, а што предвидувавме во претходните видеа. Доколку погледнеме сега, моментално имавме огромен пат, верувавме дека ова е огромна манипулација и не знам како, но верувам дека ќе се договорат, како што веќе гледаме дека некои држави се договориле за проаѓање низ тој теснец. Верувам дека и останатите ќе се договорат и ќе имаме повторно пад на нафтата, така да и тоа беше на кратко она што го предвидувам во претходното видео. Доколку се навратиме сега на графиконите, да го погледнеме MACD, ево, преминува, она што ни треба е потврда да видиме денеска како ќе се затвори цената и ова би ни била потврда дека цената на нафтата би можела да падне во следните неколку дена. Како што кажавме, една вест која што ја движи оваа цена моментално е веста за Трамп дека ќе ги паузира нападите и дека всушност тука е постигнат некаков договор, но иранците беа измамени неколку пати, така да видиме што ќе кажат тие и што всушност ќе се случи. Еве, погледнете, имавме огромно движење и полека се враќаме и во RSI во надолна насока за нафтата. Сега да го погледнеме и S&P 500, погледнете како всушност се движи оваа тренд линија, така имаме и движења, погледнете. Имаме огромен капитал тука во S&P 500 и тоа во еден ден, но погледнете, цената моментално се одбива точно од оваа тренд линија. Позицијата тука веќе отворена, а кога ќе затвориме, ќе видиме. Едноставно не можеме да знаеме што ќе се случува, треба да ги формираме и тука дневните циклуси и нешто што би можеле да го видиме за S&P 500, доколку ова е потврден bear market, едно вакво движење, можеби враќање тука, проаѓање на оваа тренд линија и повторно движење во надолна насока и да го видиме тој bear market и за S&P 500, но сето тоа ќе го оставиме затоа што моментално ја следиме само оваа тренд линија и доколку погледнеме имаме одреден пат тука. Доколку погледнеме DXY индексот, можеме да видиме дека полека имаме движења тука во тренд линијата и оваа тренд линија се уште не е пробиена. Дали ова ќе продолжи вака, се нагоре ќе видиме, но нешто што ни покажува тука е дека би требало да имаме некој ресет, барем да се придвижиме можеби во надолна насока на некој период, да ги формира тие дневни циклуси и можеби да го формираме ова. Доколку се навратиме на USDT доминацијата, моментално повторно имаме пад
но се уште сме над оваа тренд линија која што моментално ја имаме и немаме никакво друго поместување, така да ќе видиме што ќе се случува, како што кажам, може да бидеме измамени малку да пробие оваа тренд линија тука, а потоа да се врати до новите врвови. Доколку ги погледнеме обврзниците моментално, имаме раст и погледнете. Ова воопшто не делува добро, веројатно каматите стапки ќе останат уште паузирани. Тоа е 10 годишната обврзница, а ова е 2 годишната обврзница и погледнете како овие обврзници моментално имаат свој напредок тука, можеби да се придвижи во оваа тренд линија, каде што верувам дека од тука би добиле повторно движење надолу, но ќе оставиме да видиме што ќе се случува тука. Нешто што не сме виделе одамна, а тоа е среброто. Среброто исто така многумина мислат дека ова е врвот, но ајде да оставиме да ни потврдат. Ќе поставиме една тренд линија тука и ќе видиме што всушност ќе се случува. Сега ова може да добие уште едно движење нагоре. Сето тоа не е гарантирано, но едноставно, како што кажам, не сакате да бидете бериж во формирање на дневните циклуси за овие добра. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се надевам уживате во овие видеа. Слободно претплатете се на каналот, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.